Преживување на кризата. Откровение 16:15, намерно го спомнувам повеќе пати во овој стих. И ете идам како крадец, блажен е оној кој бдее и ги пази своите облеки, за да не оди гол и да не се гледа неговиот срам. Исус самиот рекол дека доаѓа како крадец. Никој не знае кога ќе дојде. И реков, пак ќе повторам, не треба да се занимаваме со тоа. Но битно е да бдееме, да бидеме трезни и да ги чуваме своите облеки. Или, ако се сеќавате, читајќи ја веста до Лаодикеја, еден од стиховите, советот кој што го упатува верниот сведок до црквата на Лаодикеја е да ја земе, да биде облечена во таа бела облека, за да не се познава незината голотија. Значи, со други зборови во превод, да не бидеме млаки, да не бидеме лаодикејци, тоа е она што може би најглавниот проблем. Еви претходно тоа што споменав, млакоста, непостојаноста. И да пазиме на знаците, на случувањата околу нас. Посебно знаците од Матеј 24 глава ги спомнавме, кои што, како се доближува крајот, ќе се интензивираат. Секојаш имало и поплави, и земјотреси, и болести и се. Меѓутоа, како доаѓа крајот, сите тие знаци ќе се интензивираат, се почисти и почисти ќе бидат. И за тоа сме сведоци. Матеј 10:36, не мора да одиме тамо да читаме, стихот велеше дека нашите домашни ќе ни бидат непријатели. Тоа е веќе од 10 стих, почнувајќи во Матеј 24 глава или 9 беше, посебно ставивме акцент на тие прогонства кои што ќе настанат и време на криза кое што ние како неспремни нема да можеме да го поминеме. А сето тоа ќе настане тамо во Матеј 24 глава 12 стих вели заради тоа што љубовта ќе олади. Че видите, треба да пазиме на нашите облеки, на нашиот карактер, да бдееме, да бидеме трезвени, да се молиме, значи да не бидеме лаодикејци, а во Матеј 24 глава 12 стих вели дека беззаконието ќе се умножи, а од друга страна, тоа е едно со друго оди, љубовта ќе олади, значи од млаки треба да станеме жешки, за разлика од мнозина, кои што од млаки или од жешки, не дај Боже, ама ќе има и такви, кои што ќе оладат, ќе станат студени. Во Јован 16 глава спомнавме првите два стиха, кај што, еве да се навратиме тамо, да не ги цитирам сега, исто битни стихови, Јован 16 глава, се извинувам, први и втори стих, ова ви го кажав, самиот Исус вели, за да не се соблазните, ќе ве истеруваат од синагогите, а ќе дојде час кога секој што ќе ве убие, ќе мисли дека му служи на Бога, а тоа ќе го прават затоа што не го познаваат, не го запознаа мојот татко, ниту мене. Значи, Исус ова ни го кажал пред време, за да не се соблазниме, за да не се намали нашата вера, за да не отпаднеме. Видовме дека не треба целосно да се подпираме на ниту еден човек, кој и да е, и најблизок наш. Затоа што? Што вели Еремија 17 глава? Проклет да биде човек кој се надева на човек и се подпира на човечка мишка. И на тој начин, вели, се одвраќа од Господа. Ние треба да се научиме во ова време во кое што сме да се подпираме само и само на Господа, да имаме целосна доверба само во Него. И читавме во Лука 21 глава, од 17 стих, Лука 21:17, сите ќе ве мразат заради моето име, но вам нема да ви пропане ни влакно од главата. Со своето трпение ќе ги спасите своите души. И тука, од овој стих се префрливме на Јов како пример за трпение и за трпење. Трпението на светиите, кое што е толку многу битно, како што е битна и верата Христова, или како што ни кажува Откровение 14:12. И видовме дека Јов, како непорочен, праведен, човек кој што се боеше од Бога и се отстрануваше од злото, го снајдува такви неволи во рок или помалку од 24 часа.
Сеќавате са вејците, па огнот од небото, па халдејците, па ветрот, и човекот изгуби се, целиот свој имот, се што поседуваше, вклучувајќи го своето семејство, синовите и керките, 7 сина, 3 керки, им остана само жената и видовме минатиот пат. Не случајно, значи, човекот доживеа таква семејна загуба, таква финансиска загуба, таква криза и таков психички притисок од жената, и рековме дека тоа е многу тешко за поднесување. Значи, најблискиот, оној кој што е од најинтимната, најтесната заедница што постои на земјава, да бара нешто, што бараше жената од Јов. Проколни го Господа и умри. Зарем уште си непорочен? Знаете, ови се битни зборови. Зарем уште си непорочен? А Господ се фали со Јов во првата ситуација, нели? Кога изгуби се, пред да му дозволи на ѓаволот да удари на неговото тело, на неговото здравје, што рече: еве, го гледаш ли мојот слуга Јов, се уште е непорочен. Јов што кажа? Ајде да отвориме на кратко прва глава од Јов. Сакам да поврзиме, затоа и спомнував ова, го спомнувам. На крајот од првата глава вели 20 стих: тогаш Јов стана и расцепи облеката врз себе, ја избричи главата и падна ничком на земјата, се поклони и рече: излегов гол од мајчината утроба и ќе се вратам гол таму. Господ даде, Господ зеде. Благословено да биде Господовото име. Покрај се тоа, Јов не сгреши ниту изусти некаква навреда против Бога. А изгуби се човекот. Истите слични зборови ги наоѓаме во втора глава, откако, еве 9 стих, жената му вели: зар си уште постојан во непорочноста? Таа постојаност која што ни фали, ја спомнавме. Проколни го Бога и умри. А Јов ја одговара: брбориш како што брборат безумните жени. Штом примаме добро од Бога, зашто тогаш да не го примаме и злото? И во сето тоа Јов не сгреши со своите усни. И спомнавме дека, не дај Боже, ама сите ние ќе имаме прилика, не дај Боже на дома жената или на сопругот, да речеме, меѓутоа сите ние, како последна генерација, верувам, ќе имаме прилика да ги кажеме овие зборови некогаш и треба да стоиме цврсто како Јов, со цврст интегритет, да го сочуваме, да сочуваме непорочноста и да кажеме на жената, односно на црквата во преносна смисла: Вавилон со своите керки, значи повеќе цркви, безумни цркви, и рековме зошто се безумни? Затоа што пијат од вавилонското вино. Алкохол. И тие денес ги велат истите зборови, како ова неразумна жена, нели, на Јов. Зарем се уште си постојан во непорочноста? Нема шанси да бидеме, да не грешиме. Нема шанси да престанеме со гревот. Нема шанси. Вие, адвентистите, учите дека ќе бидеме непорочни до Христовото доаѓање? Нема шанси. Во преносна смисла, да, тоа е. Може не ни велат проколни го Бога, никој не вели така. Сите го слават Бога денес. Тие безумни цркви. Мора да се, ја не знам посоодветен збор да најдам, меѓутоа ете, тоа е збор што се користи како слика на она што сакам да го прикажам, го користам истиот збор, безумно или луда. Па зарем не е луда црквата која што ете смета дека му служи на Бога, а вели ќе си грешиме доека не дојде Христос. Па тоа е лудост, поголема лудост здравје. А ние како Јов треба да застанеме црсто и да речеме, односно да истраеме во непорочноста и да со својот живот покажеме дека може
човек да го држи законот, тоа е бил судирот всушност меѓу ѓаволот и Бога. Ѓаволот рекол, еве, доаѓам од земјата, од моето царство, кобајаги, а Бог му вика, ама го видели мојот слуга таму? Не се сите твои слуги, не грешат сите, не ја творат твојата волја, туку има еден кој што ја твори Божјата волја. Тој е непорочен. Има страф од Бога. Јов како слика на народот во последното време, односно на 144.000, ги спомнавме Откровение 14 глава 1 стих, и видов, и ете јагнето стои на Сионската гора, а со него 144.000 кои ги имаа напишено на своите чела неговото име, името неговиот татко, Божиот карактер, белите облеки. 4 стих вели, тоа се оние кои што не се осквернија со жени, со ваквите безумни жени, не се осквернија, туку беа постојани во непорочноста, во вистината. Тоа се девственици, тие одат по јагнето каде и да оди, верни, постојано на јагнето. Тие се откупени меѓу луѓето како првенци на Бога и на јагнето, и 5 стих, и лага не се најде во нивните уста, тие се непорочни. Истите карактеристики како Јов, вклучувајќи го и тоа, да не ни изустат нешто што не е по Божја волја со својата уста. Јов како пример за нас, и започнавме малку и видовме кои се тие карактеристики што Јов ги имал, што на нас не се потребни за да можеме да ја преживееме кризата која што доаѓа. Го читавме стихот во 23 глава на Јов, Јов 23:12. Не отстапувајте од заповедите на неговите устни, ги чував словата на неговата уста повеќе отколку секојдневната храна. Ова е многу длабок стих, ако си помислиме што кажува Јов овде. Мене ми е најбитно Божјето слово, побитно ми е од храната секојдневна. Побитно ми е Божјето слово и од животот мој. Со други зборови. Законот Божи и секое слово што доаѓа од Господовата уста. Во срцето го запазив твојот збор, за да не сгрешам против тебе, 119 псалм 11 стих. И видовме дека Јов бил спремен и свесен, веројатно, затоа и бил спремен дека не може да очекува само добро од Бога, ете може да се случи и момент на криза. Ами тогаш не попуштил и рекол, Господ даде, Господ зеде, и не похулил на Бога и не се спремал трупајќи храна дома или не знам, магацини со не знам што, како што нели спомнав минатиот пат, ги има тие на National Geographic, не знам на кој канал ги даваат понекогаш, порано ги давале, не знам, јас нити гледам во последно време, нити пак имам време за тоа нешто, меѓутоа луѓе кои што прават цели скривници, подземја и така натаму копаат, се окупуваат и се спремаат за не знам некоја криза и трупаат храна. Јов едно што го трупал Божјето слово во своето срце. Тоа ќе не направи спремни. И втората работа, што ја имал Јов 19 глава. Јов 19 глава, од 25 до 27 стих. Значи, откако му се појавиле сите тие рани, оној последен удар на ѓаволот врз него, не можеле, да не му дојдат вакви мисли, дека може би крајот му се ближи, може би ќе умре. А меѓутоа, видете со каква вера што кажал Јов, оние познати стихови, често пати ги цитираме од 19 глава Јов, 25 до 27 стих. Јас знам добро. Не само јас знам, туку јас знам добро. 19 глава, 25 стих читам. Мојот избавител живее и тој во последното време ќе застане над земјата. А кога мојата кожа ќе се раскине, тогаш знам во своето тело ќе го видам Бога. Јас ќе го гледам Него како свој. Моите очи ќе го гледаат, а не некој друг. Моето срце во градите копнее по Него. Како може Јов вакви зборови да каже? Во кое време живеел Јов? Може да претпоставуваме, не знаеме баш точно, ама со оглед на тоа што принесуло жртва на олтар, значи тоа било времето пред да се воспостави, пред светилиштето, воопшто да се воспостави, со оглед на тоа што живеел, колку живеел Јов, сеќавате ли? 140 години. 140 години
Може да се каже дека тука негде во времето на Аврам може би живеал. Тоа е тој животен век, исто и Аврам принесува, нели, жртви на олтар и така натаму. Како и да е, во тоа време, Јани, мисламе, кога спомнуваше за Аврам, зборуваше како тоа Аврам верувал во воскресение. Како тоа Аврам верувал во воскресение неговиот син. Па имало ли некојаш, се случило ли некојаш? Ама еве го Јов. И Јов верува. Од каде? Како тоа Петар, кога Исус прашува, што мислите вие, кој сум јас, и Петар онака како топ, како секојаш онака прв. Од каде знаел кој е Исус? Му го откри Светиот Дух, така ли? Така Исус му вели, ако не ти го откриеше Духот Свети. Така и Јов. Јов всушност пророкува тука. Он самиот за себе вели, во последното време Избавителот ќе застане, ја ќе станам, ќе воскреснам со своји очи, ќе го гледам Избавителот мој. Уште во тоа време дар на пророштво, дух на пророштво, можеме да кажеме. Јов пророкува за последното време, за Христовото доаѓање, за спасението на праведните. И ова го храбрило секако да продолжи низ кризата. Зарем нас пророштвата не храбрат? 2 Петрово 1.19, што се вели за сигурното пророчко слово што го имаме? Дека е како светлина на нашата патека, се доека не дојде ден. Пророчкото слово, духот на пророштвото, дарот на пророштвото, што денеска го имаме ние, и од Библијата, и од сестра Елен Вајд, ни дава правец, не насочува и ни помага да одиме во ден. Па зошто во Прво Солуњаните, каде што читавме, ајде да се навратиме само за кратко таму, Прво Солуњаните 5 глава. Или баш со тие стихови започнавме, а што се однесува за времињата од први стих на станите браќа, немате потреба да ви се пишува, зашто самите вие добро знаете дека Господ, односно Господовиот ден ќе дојде како крадец во ноќта, кога ќе речат мир и безбедност, тогаш ненајдено ќе падне погибел на нив, како болка на трудна жена и не ќе избегаат, но вие, браќа, не сте во темнината денот да ве затечи како крадец. Зошто ние, браќа, зошто ние сме синови на светлината? Па меѓу другото, затоа што го имаме и дарот, духот на пророштвото, кој што ни го осветлува патот. И знаеме кај одиме, знаеме во кое време се наоѓаме. И тоа треба да не храбри. Значи, Јов го имал словото и словото му било побитно од се, но го имал и духот на пророштвото. Откровение 12.17. Еве зашто Јов е пак слика на народот во последното време, на Божиот народ. И змеот се разгна на жената и отиде да војува против другите и од незиното семе против оние кои ги пазат Божите заповеди. Тоа стоеше и за Јов, нели? Законот, словото, воопшто, но и законот. И го имаат Исусовото сведоштво, кое што Исусово сведоштво според Откровение 19.10 е духот на пророштвото. Значи, карактеристиките, двете карактеристики на народот на последното време се духот на пророштвото и Божите заповеди. А безумните жени викаат, па зарем уште ќе бидете непорочни. Не е можно воопшто да се биде непорочен и тоа се зборови на кој друг како не на ѓаволот. Похули на Бога, односно греши си и ќе умреш еден ден и спас за тебе нема. Ако умреш во грев, спас за тебе нема. Тоа е она што барборела безумната жена на Јов. А Откровение 14.12 стихот, што меко пати го спомнав, тука е трпението на светите. Трпението на Јов.
Тука се оние кои што ги пазат Божите заповеди, имаат верата Христова. И сега интересно, со претходните стихови, односно со Откровение 12-17, духот на пророштвото е заменето со верата Христова. Значи исто стои се, тука се оние кои што ги пазат Божите заповеди, остатокот, значи тоа е кој што ги пази Божите заповеди и го имаат Исусовото сведоштво или духот на пророштвото, а овде вели верата Исусова. И веднаш се поставува прашањето, за да одговориме на ова, дали Христовата вера, дали Христос живеел со таква вера и живеел според духот на пророштвото. По целиот негов живот бил означен и се одвивал според пророштвата. Целиот живот. Од старт, еве само неколку стихови, Галатјаните 4.4. Потоа малку ќе фатиме од Матеј повеќе стихови, но Галатјаните 4.4. А кога се исполни времето, Бог го испрати својот син роден од жена, роден под законот. Кога се исполни времето, Исус се роди. Кога се исполни времето, Исус и се крштеваше. Кога се исполни времето, Исус и дозволи да биде фатен, затоа што претходно многу пати може да го убијат и да го фатат, ама не се исполнило времето се уште. Кога се исполни, тогаш дозволи да биде фатен и да биде распат на крстот. Да не читам, тука има еден куп стихови, или еве, Лука, може би го сумира тоа, Лука 18 глава. До 34. И кога ги зеде со себе 12, им рече, еве, одиме горе во Иерусалим и ќе се исполни се што пишувале пророците за човечкиот син. Се. До најмал детал. Ќе биде пробуден со копја. Нема да му ги скршат коските. Ќе фрла жребка за неговата облека. Ќе го закопаат меѓу богатите. Ќе биде распнат меѓу злосторниците. Сето тоа го прескажаа пророштвата. Целиот негов живот течеше според тој тек. И еве, 32 стих, зашто ќе биде предаден на многу божците, ќе му се подсмеваат, ќе биде измачуван и плукан, и кога ќе го бичуваат, ќе го убијат, но ќе воскресне на третиот ден. Целиот негов живот. И Христос веќе помина ни сето тоа. Христос веќе помина на сите тие кризи, од секаков тип, низ кој што помине и Јов, низ кој што ќе поминеме и ние. Затоа што тоа е запишено, и Исус и не подготвил за тоа, да знаеме дека тоа не чека. Дотвориме Матеј 12 глава. Читам од 48 до 50 стих. А тој во одговор му рече на оној кој му кажа, која е мојата мајка, знаете, често пати знаел да оди по куќите. Некој ќе рече, мајка ми за татко ми на времето викаше, не се прибира дома од работа и кој знае кај ќе фати по куќите таму. Ама татко ми од други причини. Исус одел за да посведочи, за да проповеда. И им кажале и на Марија, неговата мајка, еве го таму во таа куќа, и наближуваат тие и некој му вели, еве, мајка ти и твоите браќа, 47 стих, стојат надвор и сакаат да ти зборуваат. А тој во одговор му рече на оној кој му кажа, која е мојата мајка и кои се моите браќа? И ја протегна својата рака кон своите ученици и рече, еве ја мојата мајка и моите браќа. Зашто кој ја врши волјата на мојот татко, кој е во небесата, тој ми е и брат, и сестра, и мајка. Значи, негово семејство биле апостолите. И од тоа негово семејство, едниот го предал, другиот го се одрекол од него, сите други се разбегале. Исус се доживеал, што може би ние ќе доживееме. Се. Ни секакви болки поменал, ни секакви кризи во неговиот живот, и не припремил за и ние да можеме тоа да го пребродиме. Јован 15 глава, превршуваме уште малку. Јован 15:10.
Ќе останете во мојата љубов ако ги запазите моите заповеди, како што и јас ги запазив заповедите на мојот татко и останувам во неговата љубов. Јов. Зошто го направил тоа? Од што го направил Јов тоа што го направил? Го одбрал ни Божиот карактер меѓу другото. Останал непорочен. Затоа што му служил на Господа од љубов и од ништо друго. Сеќавате ѓаволот, па ти го огради, ти го благослови, ти затоа ти служи. Не беше затоа. Се покаже дека Јов служеше само од љубов. Ќе останете во неговата љубов ако ги запазите неговите заповеди. Штом почнете да ги кршите, љубовта овладува. Матеј 24:12, веќе го спомнавме. Беззаконието. И сега подело од 17 стих, ови се битни стихови. Ова ви заповедам, да се љубите еден со друг. Ако светот ве мрази, нели? Сите ќе ве замрзат. Тоа беше едно од искушенијата, дел од таа голема криза. Знаете дека мене ме мразеше пред вас. Ако бевте од овој свет, светот би ги љубил своите, но бидејќи не сте од светов, туку јас ве избрав од светот, затоа светот ве мрази. Помнете го зборот што ви го реков. Слугата не е поголем од својот господар. Ако ме гонеа мене, ќе ве гонат и вас. Ако го пазеа моето слово, ќе го пазат и вашето. Туку се ова го прават заради моето име, зашто не го познават оној кој ме пратил. 25 стих. Туку требаше да се исполни словото, уште едно исполнување. Туку требаше да се исполни словото, запишено во нивниот закон, ме замразија без причина. Исусе го мразеа. Навидум денески изгледа дека христијанството е популарно, го сакаат Христа, сакаат вистината. Не е точно воопшто, знаеме ние. Дека, и самите кажавме, дека вистината е една и вистината никогаш не била популарна. И вчера баш беше утренскиот стих, ако се сеќавате кој бевте, меѓу другото, што се кажува таму во утренскиот стих беше во Јован 8 глава, 44 стих, стануваше збор за ѓаволот, таткото на лагата, и Исус подолу неколку стиха вели, јас затоа што ви ја кажувам вистината, вие не ми верувате. И еве го светот во кој што живееме. На еден куп лаги луѓето веруваат. Ама само на вистината не веруваат. Најтешко е на вистината да поверуваат. Затоа што ги боли, затоа што ги сече, затоа што тоа е вистината. Ме замразија, вели, без причина. И не само што го замразија, туку и го убија. И ако мене ми правеа, па што очекувате вие? Слугата не е поголем од својот господар. И замислите се ни сето ова ни што поменал Исус. Кој беше Исус? Исус е младоженецот, црквата е невестата, неговиот народ е невестата. Ни сите маки, како е она заветот што се дава, брачниот завет, како гласише, и во добро и во зло. Исус помина многу малку добро, многу повеќе зло. Зло. И го мразија, и го тепа, и го плука. И секогаш, во секоја ситуација, викаше да за невестата. Сето тоа го правеше за невестата. И клучниот момент може би ги циманија. Господе, ако е можно, нека ме одмине оваа чаша, ама нека биде Твоја волја. И зошто се даде евреите, мислам дека вели тамо, затоа што го гледаше радоста пред себе. Спасените, својот народ, невестата. Исус велеше да, ни сите кризи, ни сите зла и низ добро. Што ти каже невестата е прашањето? Ти кажеме ли ние да? Сега е се уште добро.
Јас пак ќе кажам, ова не е криза за мене. За мене ја ова не го гледам воопшто како криза. Ова е само некој така помал тест. Сакаат да видат, пак ќе кажам, која е овца и колку овца. Или, како велеше еден во таксито, ти се качувате во такси, сега мора да ставите маска, таму сте два-тројица, барем луѓе, и ајде да ставиме зобникот. Или некој велеше, маските, прашање колку штитат, ама тоа се знак на послушност. На овие. Да не ме свати погрешно таму Горан или не знам кој да е, не е битно. Не навлегувам во тоа, јас само ви кажувам она што јас се повеќе го мислам, и јас сум повеќе од сигурен дека сето ова е една тешка манипулација и ќе дојде ден кога тоа Господ ќе го разоткрие, и јас мислам, еве, слушате ми го зборот, пред Господа не знам што е негов план, ама јас мислам дека ова ќе им пропадне. Како ќе оди понатаму, знаеме дека ќе дојдат и помори, ќе дојдат и земјотреси и поплави и се, ама ова ќе им пропадне. Јас така мислам. Свет на манипулации и лаги. Ние треба да останеме како Јов, цврсти, со цврст интегритет, да го одбраниме Божиот карактер и да кажеме не. Не на лагите, не на манипулациите, а да за вистината, да за Христа, да за Бога. Нека му е слава на Господа. Амин. Божи и Господе наш, Ти благодариме за вистината, Ти благодариме за сето она што си го запишал во Твоето Слово, а има такви убави совети, примери за секоја животна ситуација. Токму, посебно си не подготвил и за кризите кои што доаѓаат, за кои што веќе со години велиме дека ни се на самиот прак, веќе можеби и навлеговме, но далеко од она што ќе се случува. Такви времења ќе дојдат какви што никогаш не биле, такви страдања за Твојот народ посебно, какви што никогаш не биле. Затоа ни е потребна постојаноста на Јов, верата негова, односно Христова. Потребно ни е безкомпромисно, цврсто да се држиме до Твојот закон, до Твоето Слово, да живееме од секој Слово што доаѓа од Твојата уста и според духот на пророштвото, кој што ни го осветлува патот, знаеме каде сме и каде одиме. За разлика од мнозина, кои што не ја прифаќаат Елен Вајд, а се почесто и се отфрли во наши редови, за жал, Господи, помогни им на тие луѓе, затоа што не знаат каде одат. Одат во темнина. Ние сме синови на денот, како што си кажал, затоа нас не треба ништо да не изненади. Ниту Јов, сето она што му се случило, не му било лесно, да, меѓутоа изгледа дека не го изненадило, затоа што кажал, Господ даде, Господ зеде. Ако примаме добро, зашто да не примаме лошо? Пред нас се многу предизвици и затоа ни е потребна цврста вера, потребно ни е Словото, потребно ни се собирања почести, потребни ни се групирања, дружења меѓу себе во мали групи, сето она што беше кажано во пуката, сето тоа ни треба. Но дај ни, Господе, волја, дај ни желба, дај ни да сватиме дека живееме во последните денови, дека ништо друго не е побитно од спасението. Како што Тебе најбитни сме Ти ние, треба на нас најбитен да си ни Ти прв и последен и најважен во животот. Води ни во остатокот на овој свет саботен ден, излеги Твоите обилни благослови, за се Ти благодариме во Христово име. Амин.